Состојбата во кавадаречкиот ракомет, нормално кога ќе го кажеме тоа, се подразбира дека станува збор за состојбата во градскиот ракометен клуб Тиквеш од Кавадарци. Гостин во студиото на РТК.мк, господин Надзорен Јасифовски, член на управниот одбор на клубот. Можеме да направиме еден рекапитулар на тоа што се случуваше во полусезоната 2020? Прво благодарам на поканата да бидам гостин во вашата медиумска куќа. Морам да кажам дека со оваа медиумска куќа имаме извонредна соработка. Истата ги реализираше сите лайвстрим преноси во текот на есенската полусезона, така што се надевам дека оваа наша соработка и понатаму ќе продолжи. Прашањето е овака кажано во неколку реченици или неколку зборови, а е прилично комплексно да се одговори. Вие знаете ситуацијата во која ние добивме шанса да играме во суперлигашката конкуренција. Значи, првенството 2019-2020 без започнат плей-оф во првата лига беше прекинато и беше донесена административна одлука да првите 6 екипи од двете групи, значи по 3 екипи од двете групи, практично добијат право на настап во Суперлигата. Тоа создаде една ситуација да се заостри конкуренцијата во Суперлигата, да наеднаш многу клубови се преорганизираат и бараат засилување на играчкиот ростер, што многу ја усложни ситуацијата во која требаше да се одигра оваа сезона, полусезона, која на некој начин беше да се биде или не. Веднаш ќе ви кажам и зошто. Организацијата на првенството е таква да двете најдобри екипи, Вардар и Еврофарм, не учествуваа во овој дел од надпреварувањето. Тие ќе се приклучат сега во рамките на плей-офот, а додека останатите 14 екипи беа поделени во две групи од по 7 екипи, при што пласман во плей-офот и сигурен опстанок по Суперлигата обезбедуваа првите 3 екипи од секоја група. Значи, амбицијата на ракометниот клуб Тиквеш на почетокот на оваа сезона беше да се освои тоа трето место и веднаш да се обезбеди опстанок во Суперлигата и надпреварување во тој плей-оф, кој што сигурно е многу поатрактивно надпреварување отколку да се остане во плей-аут. Подготовките за надпреварување беа направени во едни исклучително сложени услови. Значи во услови на пандемија, кога беше апсолутно неизвестно дали ќе има надпреварување, од кога ќе има надпреварување, како ќе се одвива, кои ќе бидат реперкусиите во поглед на тестирање, зголемување на трошоците за надпреварување и така натаму. За нас беше уште посложено, бидејќи ние практично требаше да формираме нов правен субјект, бидејќи според законот за спорт ние имаме обврска да се трансформираме во акционерско друштво. Сите тие работи беа направени во ОД и по ангажирањето, односно продолжувањето на соработката со тренерот, се пристапи и кон градење на ростерот за оваа надпреварувачка сезона. Морам да кажам дека тука одврзани раце беа дадени на тренерот, кој ги одбра скоро сите засилувања во клубот и на кој му беше дадени потполно одврзани раце и во поглед на работата со тимот, без било какво да е мешање од страна на управата. Полусезоната не можам да ја оценам успешно, од причина што не ја остваривме пред се примарната цел, а тоа е пласман во плей-оф. Можеби немавме и среќа со жребувањето, бидејќи нашата група очигледно беше посилна од другата група. Ако ги погледнете табелите, ќе видите дека Тиквеш има подобро бодовно салдо од третиот тим Струга во другата група. Од друга страна, сметам дека играта на тимот не беше на тоа ниво на кое што очекувавме да биде и за која се носеа играчи кои требаше да прават разлика. Играта беше под тоа ниво што ни беше очекувано, особено во некои надпревари кои беа и се покажаа клучни за пласманот. Тука посебно би ги нагласил надпреварите од првото коло со Младост во Богданци, каде што ние
доживеавме пораз и тоа беше единствена победа на Младост во текот на целата полусезона со исклучок на оној надпревар со Работнички кој немаше никакво резултатско значење, каде Работнички беше тотално некомплетен, целосно некомплетен, без првата постава. Понатаму несреќно беше загубен надпреварот со Прилеп, односно нерешениот резултат со Прилеп во Кавадарци, каде во последна секунда се прими гол нерегуларен, меѓутоа вината колку и да ја префрламе на судиите за тој нерегуларен гол, сепак треба прво да се погледнеме во своето двориште и да кажеме дека ние на 5 минути до крај имавме 5 гола разлика предност и повторно изгубивме. И не само тоа, поставување на така наречениот жив зид при изведувањето на ударот, поставувањето на голманот. Тоа и моменти и тука може да се бараат и да се анализираат низа моменти, но не ја загубивме при тој удар, не ги загубивме тие два бода при тој удар од 9 метри, туку ние загубивме порано. Во последните 5-6 минути, начинот на кој се одиграа тие минути. И конечно, клучниот пораз над преварот со Еврофарм 2 во Кавадарци, каде што победата веројатно ќе наносеше во плей-оф. Одигравме катастрофален надпревар. Екипата не покажа никаков карактер да во таков надпревар го даде максимум. Напротив, одигравме еден од послабите надпревари во текот на сезоната. Очигледно беше дека тимот не успеа да игра добро во континуитет. Имаше моменти кога се играше добро, но во најголем дел од сезоната, во надпреварите од сезоната, тоа беше периодично, а потоа се паѓаше во летаргија и ние често пати знаевме да прокоцкаме голема предност од 4-5 разлика. Сведоци сте, вие ги следевте сите надпревари, дека често ни се случуваше да предност од 4-5 разлика нас ништо не ни гарантираше, па и кога таа беше остварувана некаде кон средината на второ полувреме. Што е причината за тоа? Ние не добивме анализа од тренерот на крајот од сезоната. Ние како управа анализиравме сите тие моменти, разговаравме со голем дел од играчите и евидентно беше и одредено внатрешно незадоволство. И од тие причини извагавме дека повеќе нема можности за продолжување на соработката со тренерот Томе Петрески. Јасно му ги соопштивме причините за тоа и дојде до разделба. Она што е ситуација сега, дека ние сме во плей-аут и дека треба да се подготвуваме за тој плей-аут, кој ќе биде исклучително тежок, бидејќи само првопласираниот останува во Суперлига од 8 екипи, а второпласираниот ќе игра бараж со првопласираниот прволигаш, односно од понискиот ранг на 6 екипи практично излегуваат. Има одредени иницијативи, ќе видиме што ќе донесе годишното собрание на РФМ на 31.1.2021 година ќе се одржи во Скопје, кој е воедно и изборно собрание. И ќе видиме таму дали ќе има одредени промени во делот на надпреварувањето, особено во овој дел околу бројот на екипите што ќе излезат од Суперлига. Дали тој број евентуално би можел да биде намален од 6 на 4, па од плей-аут екипите 3 директно да се пласираат во Суперлигата, односно да останат во Суперлигата, а една екипа да игра бараж со првакот на прва лига. Морам едно прашање според ваше видување. Колку е регуларно првенството кога две екипи од еден ист клуб настапуваат во ист ранг на надпреварување, а згора на тоа сега ќе играат и во плей-офот? Тоа значи за гарантирани 4 бода за Еврофарм Пелистер. Јас мислам дека никаде во европските ракометни лиги таква ситуација нема. И често пати е коментирано во ракометните кругови тоа. И не само во ракометот, за сите спортови. Веројатно и за сите спортови. Значи, има одредени примери каде одредени клубови играат како филијали на други клубови,
Например, во АБА лигата, во кошарка, ФМП се знае дека е филијала на Црвена звезда, меѓутоа сепак се оделни субјекти. Овде имавме ситуација да минатата година, да го земеме за пример, во Суперлигата играа 6 екипи кои практично представуваат 3 клуба. Вардар Јуниор, Металург 2 и Еврофарм Пелистер и Пелистер Еврофарм или Еврофарм Пелистер 2. Таквата ситуација беше разгледувана на минатогодишното годишно собрание на РФМ и практично беше укажано дека тоа понатаму не може да се толерира, дека на тој начин се гушат помалите ракометни центри, дека еден добар дел од играчите играат во клубови кои немаат некоја реална амбиција при настапите, освен да бидат филијала на првиот погон, и на тој начин практично заглавуваат во тие екипи и не напредуваат така како што треба да се напредува. Вардар Јуниор престана да постои, Металург 2 се префрли, ми се чини во првата лига понизок ранг на надпреварување и остана само Еврофарм Пелистер 2. Во оваа фаза на надпреварување он не се надпреваруваше со Еврофарм, меѓутоа она што сега го кажавте, веројатно ќе се случува да некои од екипите имаат проблем да излезат на крај со нив, бидејќи тоа е сепак една екипа која е составена од млади перспективни ракометари, желни за докажување, кои можеби ќе настрадаат во битола, а во исто време, како што рековте, во тие односи може да се претпостави, без оглед на тоа што Еврофарм Пелистер е многу посилен од својот стор тим, дека полесно би поминувале. И во секој случај прашањето е дали е тоа етички. Има некои ветување дека таа состојба ќе се надмине и дека нема да може да има оваков однос, значи првиот и вториот тим да играат во ист ранг на надпреварување, дури и да бидат најдобри во понискиот ранг на надпреварување, да не може да преминат во ранг на надпреварување каде што им е првиот тим. И тоа стои како еден проблем, а од друга страна овие клубови, мислам дека под своја капа имаат огромен број на ракометари под договори, кои, иако талентирани, ги собираат по некои помлади години на возраст, не играат и не надпреваруваат. Може би имаат квалитетен тренажен процес, може би и поквалитетен од некои други центри или клубови да бидат, меѓутоа очигледно е дека не играат, не напредуваат и многу таленти кои што се покажале низ младински категории, потоа едноставно ги снемува. Тоа е уште еден проблем со овие клубови. Зошто да му го пуштиме на овој клуб, зошто да го засилиме него, нека се седи тука, нека грее клупа. Треба да се знае дека работнички до некаде е филијала на Вардар во овој момент, бидејќи не целосно, меѓутоа има доста играчи од оние младите перспективните, можеби 4-5, кои што Вардар ги пренесе во тој клуб. Во правец на ова РФМ презеде одредени чекори. Прво го скрати преодниот рок, значи сега преодниот рок не е во текот на целата прва полусезона, па заклучно со месец февруари, како почеток на втората полусезона, туку е само до 31 август или 15 септември, мислам дека до 31 август беше, и сега во овој празен период до крајот на февруари, кога е завршено првенството, и тука може само да има трансфер на ракометари кои што се регистрирани за домашни екипи, оние кои доаѓаат од странство може да се регистрираат, и уште една работа се забранија позаимиците и играњата на двојна регистрација. Токму со цел да не се нарушува регуларноста, бидејќи имавме ние ситуации кога играчи од првиот тим на Металург играа за Металург 2. На двојна регистрација, тоа беше ограничено на тројца играчи, меѓутоа очигледно е дека и тие тројца или двајца прават квалитетна разлика. Томчо Петровски замена, Горан Андоновски на негово место. Да, ние и при донесувањето на одлуката за да се ангажира Томче Петровски, а и сега, имавме
разговори со низа компетентни лица во ракометот во Македонија, бидејќи сепак ние не сме со некое огромно искуство во водењето на еден клуб и прибиравме информации кој тоа би можел да биде тренер на Тиквеш во тој момент, односно наследник на Томче во овој момент. Сите укажувања ни беа позитивни во поглед на Горан Андоновски. Има остварено исклучително добри резултати со Охрид. Мислам дека он е до некаде и творец на оваа екипа на Охрид, која сега веројатно е четврта екипа по јачина во Македонија. Значи, ќе видиме сега плей-офот што ќе донесе, сепак тоа треба да се одигра на теренот, меѓутоа створи еден Охрид респектибилен, кој што на почетокот на оваа сезона го презеде Раде Стојановиќ. Така да Горан остана без ангажман и брзо се договоривме, без некои посебни услови и без некое натегање, со заедничка констатација дека целта е да се работи напорно, се со цел да се постигне прогрес во клубот. И да се обезбеди опстанок во елитата. Предпоставува. Значи, целта поставена пред тимот и пред тренерот е да обезбедиме опстанок по Суперлигата. Дефинитивно. Сметаме дека овој тим што го имаме дава можност за надеж, дава надеж и можност да се очекува дека тоа ќе биде остварено. Меѓутоа, ќе имаме и одредена променета ситуација во однос на есенскиот дел од сезоната, бидејќи одредени екипи, тука пред се ќе го спомнам Младост, веројатно и некои други, и Прилеп до некаде, сепак при влегувањето во оние две групи, проценија дека ќе биде тешко да се оствари пласман во плей-оф групата и на некој начин тактизира и не ги пополнија сите слаби места во тимовите. Ние одевме кон тоа да веднаш направиме тим кој ќе биде конкурентен за плей-оф, но ете не успеавме и сега тие екипи се засилуваат. Последните информации се дека Младост од Богданци се засилува со двајца руски ракометари, Пикер и Бек. Дека Прилеп се засили со Пикер и со средниот бек Везенковски. Така што заедно со Радовиш сметам дека тоа се најсериозните екипи за опстанок во Суперлигата, заедно со нас, веројатно. И тука уште е непознаница КЛ7, која што е една интересна екипа составена од многу млади играчи кои многу работат и напредуваат од месец во месец, но информациите кои во последно време од таму доаѓаат се дека нешто се случува, ќе видиме во која форма КЛ7 ќе продолжи натаму да се натпреварува. Тиквеш останува со истиот ростер? Во најголем дел ќе останеме со истиот ростер. Значи веќе во текот на сезоната го раскинавме договорот со Андреј Хапал, со белорускиот интернационалец, десното крило. Повеќе беше повреден отколку што одигра. Па точно, и мислам дека седнавме на маса и на обострано задоволство, се поздравивме пријателски. Свесен беше и он дека немаше среќа, инаку се работи за исклучително квалитетен играч. Значи штета што на тој начин дали дојде повреден, не сме сигурни, се повреди многу брзо. Имаше некоја незгодна повреда која бараше третман подолго траен од неколку недели. Потоа малку се врати, почна да тренира, се вклопи, одигра еден надпревар и потоа се разболе, па доби ковид и на крај се разделивме. Ние сакаме да се засилиме на одредени позиции. Не би ги коментирал ни позициите, ни играчите со кои преговараме, бидејќи е некоректно, се додека не се заврши таа работа. Во секој случај благовремено ќе ви информираме. Сакаме да се засилиме на некои позиции кои што ги сметаме дека се проблематични, се покажаа проблематични во полусезоната, но и доколку не дојдат засилувањата, бидејќи е ограничен изборот на играчи, тоа е очигледно дека нема слободни играчи. Овој играчки состав со добри подготовки, со промена на
пристапот кон играта, со градењето на еден цврст карактер и добра атмосфера во тимот, мислам дека повторно ќе биде тим кој што најсериозно заедно со овие другите два ќе конкурира, 2-3 ќе конкурира за тоа прво и второ место. Аз се надевам дека првите 4 ако биде, тога ќе биде сосем поинаква ситуацијата. Може би не сакате вие, ама еве јас ќе го прокоментирам, ај да речам првиот ростер, првиот избор кој би требало да биде на тренерот, почнувајќи од крилата Коцев и Лазов. Ајде, Лазов веќе во години, меѓутоа искуството си го прави своето, почнувајќи од Јанчев, што знам, Медиć, Симиć, Смилјанич, исклучително квалитетни ракометари, но апсолутно се слагам со вас, можеби имаше погрешен пристап и можеби погрешно насочување на нивната улога во тимот. Пикерот комса игра перфектно одбрана, меѓутоа во напад премногу статичен. Што знам, на крило на местото на Лазов го имаме, ако го сгрешам, Наумовски беше или Наумчевски? Ѓошевски, да. И според мене, па можеби единственото чкрипливо место е вториот голман. Можам да се сложам со вашата констатација околу голманската позиција, која се покажа ранлива. Меѓутоа, прво не би сакал да се впуштам во некои премногу стручни анализи на учинокот, играта и сето тоа, бидејќи сепак тренерот е тој што тренерот треба да е избркува тој и можеби не сум ни доволно стручен. Јас сум играл ракомет, љубител сум на спортот, цел живот следам спорт. Меѓутоа, неблагодарно е на тој начин јас да коментирам. Она што е согледано е, и тоа ви го кажувам во некои генерални црти. Поединечна анализа не би се осудил да правам на учинокот на секој играч. Очигледно е дека недостасуваше хемија во тимот. И јас пак ќе повторам она што го кажав на почетокот. Претходниот тренер, по завршувањето на последниот надпревар, ниту најави, ниту пак даде наговестување дека ќе направи некоја анализа на играта на тимот со осврт на секој поединец, туку едноставно даде распуст до 18 јануари. Што за мене лично беше навредливо и некоректно. Очигледно дека имаше проблеми внатре во ростерот и имаше некое чувство кај некои играчи дека се занемарувани во однос на играчи кои што се привилегирани. Меѓутоа, гледано вака од страна, ниту занемарените, ниту привилегираните не го дадоа максимумот. Не го дадоа оно што требаше да го дадат. Вистината секогаш треба да се бара некаде на средината. Имавме играчи кои заради таквото занемарување како нивна перцепција, пак потонуваа во депресија наместо повеќе да се наметнат и повеќе да тренираат. Значи, и тоа однесување не е во ред. Значи, има низа проблеми кои што новиот тренер треба да ги реши и да ги канализира. Се разбира, со целосна поддршка од управата, која што ја има, и можеби веќе е ред и време да проработи оној дисциплински правилник, бидејќи ние до сега никако не бевме наклонети кон тоа да се казнуваме. Веројатно и такви позиции сега ќе ни предстојат ако има потреба, но првенствено ние да преку еден разговор, преку една напорна работа, во една добра комуникација, координираност помеѓу управа, тренерски тим и играчи, створиме една кохезија, една убава атмосфера во која што јас верувам дека резултатите сами по себе ќе дојдат. Инаку, не е единствена промена доаѓањето на Горан Андоновски во поглед на тренерскиот тим. Значи, ние заклучивме дека потребно е да тој тим се прошири. Па во тој контекст, како главен тренер Горан Андоновски, а помошникот, вториот тренер останува Борче Ѓорѓиев. Со тоа што кон тој тим сега се додадени Тоше Димитриев и Милан Левов,
кои веројатно натаму ќе продолжат и со младинските екипи кога осетова пандемична состојба ќе се надмине. И Васо Димитров кој што би бил придодаден на работата со голманите. Ќе се обидеме да секој од членовите на стручниот тим си добие конкретни задолженија, да малку се подигне тоа ниво на работа. Вие имате, човек сам не може да работи, тренерот не може се сам да покрие. Имате тренинг на кој може би имате индивидуална работа, па ви е потребен помошник еден или двајца. Имате потреба од анализа на противниците, противничките играчи, подготовка на надпревар, анализа после надпревар. Значи, има простор да бидат и повеќе лица вклучени во таа стручна работа и ние тоа сега го направивме како чекор и се надевам дека ќе функционира и дека ќе придонесе за подобрување на состојбите. Јас да кажам само искрено, никогаш во мојата кариера не сум фалал, меѓутоа, ако на ГРК Тиквеш му фали хемија, Горан Андоновски е, па би рекол, вистинскиот избор. Бидејќи споредбено ракомет фудбал, тоа што е Чоло Симеоне за Атлетико Мадрид, тоа е Горан Андоновски за неговиот тим. Сега нема да викам Охрид, сега ќе речам за неговиот тим. Се надевам дека направивме добар избор во тој дел. Господин Јосифовски, јас намерно го оставив за крај, вие на почеток не изфаливте, да ви се заблагодарам за гостувањето во студиото, да ви го честитам роденденот. Одвоите малце време и од тоа и се надам дека ќе продолжиме со соработката. Па се надевам и јас само за крај. Би сакал да упатам еден апел до бизнис секторот во Кавадарци. Да го поддржиме ракометот во Кавадарци, бидејќи ракометот е еден спорт кој може да доведе и до промоција и на европски план на овој град, бидејќи прво овој град бил секогаш ракометен град, многу е голема штета што еден долг временски период ракометот беше замрен. Сега се обидуваме да тоа го вратиме на некои стари стази, но и да направиме некоја нова визија како да дојдеме до оние 4, 5 или 6 врвни екипи во Македонија, да бидеме во тој круг, во тоа друштво кое носи излази во Европа. Се надевам дека бизнис секторот ќе најде свој интерес да го поддржи ракометот и да се себе си промовира и градот да го промовираме во Европа. За тоа се неопходни финансии, тука ни е поддршката од буџетот на локалната самоуправа, која всушност е и мнозински собственик на овој клуб сега како акционерско друштво. Тука ни се средствата од ваучерот, кои повторно треба преку бизнис секторот да ги реализираме од данокот на добивка. Така што се надевам дека ракометот во Кавадарци може да има светла иднина. Ви благодарам многу. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.